Разговорот кој што пред малку го погледнавте е одличен вовед во следниот разговор во утринската програма. 17 март е значаен ден за Црвениот крст во Република Северна Македонија. Тоа е датум кој што го одбележува постоењето, действувањето, но воедно и успехот на сите волонтери, вработени, активисти, но и безброј волонтери кои што секојдневно се трудат да ја одржат мисијата на Црвениот крст веќе 77 години наназад. Истовремено споменавме 17 март се одбележува и како ден на крводарителството во нашата држава. За двата значајни јубилеи посветени на Црвениот крст во земјава, за тековните активности, но и за тоа во која насока во идниот период ќе се развива најголемата хуманитарна организација во нашата земја, утринава разговараме со Александра Волкановска, стручен соработник за крводарителство при Црвен крст на град Скопје. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро за вас, за гледачите на Македонската телевизија и секако благодарност за поканата на овој ден кој што навистина значаен јубилеј за нас во Црвениот крст. Честитки најпрви по повод двата јубилеја. Денес одбележувате 77 години постоење на Црвениот крст во нашата држава. Какво значење има денешниот ден за вашата организација? Денот навистина е значаен затоа што тие 77 години вие споменавте и во воведот, значат многу активности, многу волонтери, многу лица кои што биле ангажирани, служба која што била како поддршка на истите. Тоа значи активности кои што се реализирале и во тешки услови, и во мирнодопски услови, кога имало и кризи, кога имало и пандемии, кога имало и други некои состојби како што било земјотресот, поплавите и така натаму. И навистина сите тие личности, волонтери, активисти се вградиле на еден начин во таа историја на тие 77 години постоење на организацијата. За Црвениот крст се вели дека е најголемата, односно најмасовната волонтерска организација. И често пати кога зборуваме за нашата организација, зборуваме токму за тој волонтерски столб и колку е важно тоа што тие го прават пред се за заедницата, а потом менувајќи се себе си секако во подобри личности, бидејќи прават нешто добро и за себе, но и тоа и за другите. Така што навистина значаен јубилеј и еве честитки за сите оние кои што биле некогаш дел од Црвениот крст, кои што се уште се дел од Црвениот крст. Навистина им посакувам пред се добро здравје и уште многу години да продолжат да бидат активни волонтери и активисти во нашата организација. Споменавте реализирани многу активности и акции, како добро основано и сериозно искуство за новите предизвици кои што следат. Како ќе се одбележи денот на Републичкиот Црвен крст годинава и тоа во рамки на Црвениот крст на град Скопје конкретно? Така, значи секогаш се трудиме да бидеме меѓу луѓето, да покажеме дека сме тука, не секогаш да ја покажеме дека сме тука, моќта на организацијата и оно што значи активности, често пати за да знаат луѓето каде да се обратат, каде да побараат помош, поддршка, бидејќи често пати присутноста меѓу луѓето е тој допир кој што го имаме со теренот, односно реалните потреби на теренот. На ниво на Црвен крст на Република Македонија, како впрочем и секоја година, има централен настан, како еден свечен настан за одбележување на денот, годинава во присуство на премиерот на Републиката, така што ќе има еден свечен дел каде што ќе биде токму споменато и формирањето, односно овие 77 години крводарителството, за да наредната недела веќе има исто така еден посебен настан посветен токму на крводарителството, каде што ќе се доделат награди и признание за најуспешните општински организации. А фокусот на Скопје, ако можам да кажам, мојата матична организација Црвен крст на град Скопје, ќе биде токму во соработка со 5 општински организации на Црвен крст на територијата на град Скопје, каде што всушност денеска ќе бидеме на терен. На 5 локации во нашиот на 5 локации во нашиот град ќе бидеме. Едната локација ќе биде плоштадот Македонија, доколку временските услови се не толку добри, доколку врне ќе бидеме во градскиот трговски центар. Потоа на територијата на Карпош ќе бидат колегите и волонтерите во Сити Мол, на територијата на Газибаба ќе бидат во Изгейт, се извинувам, остана територијата на центар, ќе бидеме значи тука лоцирани, а потоа колегите од Чаир во Старата Скопска чаршија и колегите од Кисела вода кај трговскиот центар Капитал. Што ќе се случува на тие локации, затоа што реков ќе бидеме присутни, волонтерите ќе им придат на граѓаните пред се да дисеминираат мало знаење зошто сме денес надвор, зошто сме на терен, што е Црвениот крст, улогата, мандатот, мисијата на Црвениот крст и со посебен фокус на крводарителството, бидејќи денеска освен што е ден на формирање на основање на Црвениот крст на Република Северна Македонија е ден на крводарителството во нашата земја. Подготвивме еден мал квиз кој што има неколку информативни пред се прашања и да не ги знаат граѓаните, добро е да ги знаат, да се запознаат колку пати може да даруваат крв, каде може да даруваат крв, кои се најчести крвни групи и така натаму, или пак прашањето најчесто колку крв дарувам.
Доколку ги одговора точно прашањата, ние подготвивме ни вакви мали подароци како што се торбичките за пазарување. Убаво е да се подаде нешто, да се даде нешто што ќе остане како трајна вредност за самите граѓани, можеби на тој начин ќе ги мотивираме и да продолжат да даруваат крв ако се дарители, да дојдат да даруваат крв ако досега тоа не го сториле. Има еден код кој што може да го скенираат, реално се скенира и кој што ќе ги однесе до повеќе информации за крводарителството или пак најчестите прашања и сите оние страници каде што може да добијат повеќе информации. Така што повторно ќе спомнам, ќе бидеме меѓу граѓаните на нашиот град на повеќе локации, препознатливите волонтери, како и секогаш поддршка на многу активности, поддршка и на оваа активност. Така што навистина ги поканувам сите оние кои што еве и наменски ќе дојдат да не посетат или оние случајни минувачи да дојдат на нашите штандови и да дознаат нешто повеќе за организацијата. Да, и токму на вашиот ден останувате меѓу граѓаните на терен, секако во насока на исполнување на вашата мисија и промоција на хуманите вредности. Една од поидовните точки во мисијата на Црвениот крст е токму заштита на човековото здравје и живот. Пандемијата се чини во последниве 2 години беше сериозен предизвик како за сите нас, така и за вас волонтерите и секако соработниците во Црвениот крст. Покрај редовните активности, последниот период сте ангажирани во однос на поддршка на лицата кои што доаѓаат од Украина. Во однос на она што би сакал да ми го откриете во следниве минути, што е она што ги мотивира секој ден одново и одново да се вложуваат волонтерите и соработниците во Црвениот крст со истата жар и посветеност токму кон волонтерството како професија? Така, значи споменавте навистина еден период кој што не беше нималку лесен за сите нас. Зборувам и како личности, како професионалци, вработени лица, затоа што донесе некакви предизвици на кои што можеби не бевме подготвени. И за нас во Црвениот крст, кога ги планираме, кога ги реализираме активностите, секогаш поаѓаме од некоја точка поидовна во однос на планот, програмите, некои приоритети кои што ги поставуваме. Секако дека ги следиме истите и секогаш се трудиме да ги постигнеме, бидејќи како што видиме никој не сме да биде оставен зад нас. Меѓутоа, за жал, се случуваат и некои непредвидени состојби, како што беше пандемијата, каде што бараше итен одговор на реалната потреба. Секако дека се активиравме, секако дека бевме присутни повторно меѓу граѓаните, со мобилните тимови, со поддршка за стари, за неимоќни лица, со поддршка за онколошката терапија, каде што нели тие најранливи пациенти не можеа да доаѓаат да ја примаат, туку беше преку нашата мрежа дистрибуирана низ цела Македонија. Тоа е нешто што се уште трае. Бевме присутни на терен за да помогнеме во однос на здравствените работници, односно да им се најдеме како поддршка логистичка пред се во процесот на вакцинација, затоа што нашите волонтери, некаде околу 70 млади волонтери, беа вклучени во тој процес. Потоа во јавувањето за анкетите, правењето на анкети во епидемиолошките слики, што значи дека се оно што го донесе пандемијата и се оно што беше во нашата мисија, можеби и повеќе беше покриено од наша страна пред се благодарение на волонтерите. Потоа се случи нели состојбата со Украина, меѓутоа во меѓувреме не згасна оние сите тековни активности кои што се реализираат во организацијата. Ние се уште посветени на зборувајќи за миграциите, за бегалците и на лицата кои што транзитираат од Блискиот Исток, но на балканска рута која што се уште велиме дека не е се уште затворена или комплетно затворена. Во меѓувреме се случи евакуацијата на лицата од Авганистан, кои што беа и се уште се дел од нив вклучени во нашите активности, бидејќи се тука во Скопје сместени во неколку сместувачки капацитети. Ние сме на нив посветени медицинската поддршка, здравствената грижа, транспорти, анимација за нивните деца и така натаму, значи еден цел сет на активности наменети за нив. Ова што е сега, нова, последно, односно кризата во Украина, секако дека се рефлектираше во нашата држава, меѓутоа не во таков голем обем како можеби соседните држави, така што во последните податоци мислам дека околу 50 на лица се веќе регистрирани кај нас, бидејќи Црвениот крст има систем за регистрација на лицата кои што имаат потреба од поддршка, така што навистина сме посветени да им се даде помош и поддршка на оваа лица. Споменавме и претходно, денес одбележува денот на крводарителството. Велат да се дарува крв е еден од највозвишените чинови. Дали сме нација која што дарува крв? Што велат вашите податоци? Се задоволуваат ли потребите од крв и крвни единици на годишно ниво и каква е соработката со државните институции барем во тој поглед? Така, крводарителството, бидејќи денот е посветен токму на оваа тема, е се уште една од најпрепознатливите области на действување на Црвениот крст. И навистина сме горди со самите резултати и сме горди со сите
оние па и млади и повозрастни лица кои што се дел, велиме, од нашето големо семејство крводарители. Резултатите зборуваат дека кога беше навистина проблематично и тешко, како што беше споменато и во разговорот со институтот, како наши партнери во овој процес, беа постигнувани, односно не се соочивме со сериозна состојба на криза на крв и крвни продукти. Секогаш се трудивме да ги мотивираме граѓаните да изнаоѓаме начини да реализираме дополнителни крводарителски акции. Поставивме во функција нашиот дневен центар за дарување на крв, каде што се организира и вонредни акции пред се зборувајќи за 2020 и 2021 година, за да веќе резултатите, бидејќи се веќе сумирани од минатата година, зборуваат дека веќе некако се враќаме во оној вообичаен тек, затоа што резултатите зборуваат дека на ниво на целата држава имаме некаде околу 53.000, односно 53.133 единици крв, кој што е комплетно остварување, односно 102% од планираните потреби, односно планираните предвидувања колку ќе бидат крвните единици за таа година, од кои што некаде околу 17.000 се на територија на град Скопје. Би го споменала тука и дневниот центар за дарување крв како нешто што е веќе препознатливо обележи во Црвениот крст на град Скопје, на територија на град Скопје, каде што некаде околу 2800 крводарители дарувале крв само во центарот. Што значи дека полека се враќаме кон она што значи редовно дарување крв во фирми, компании, само иницијативното дарување, организирани крводарителски акции, следење на интегралниот годишен план на крводарителство и навистина ми е драго што се такви резултатите како што ги споменав, бидејќи тоа значи дека оние што чекаат крв, а не смеат да чекаат, тоа се болните и повредените, повторно се враќаме на тој механизам дека всушност секогаш крвта треба да го чека пациентот, а никогаш не треба да биде обратно. Да, и навистина радуваат овие бројки кои што пред малку ги споменавте во однос на тоа дека повторно се враќаме кон оние трендови, да речам, пред почетокот на пандемијата. Александра, благодарам за одвоеното време. Уште еднаш нека е честит денот на Републичкиот Црвен крст, но и денот на крводарителството во земјава, два значајни настани кои што секако треба да не потсетат на значењето, негувањето, но и промоција на хуманите вредности кои што водат кон едно подобро општество за сите, во кое што дефинитивно ќе доминира солидарноста. Ви благодарам и уште еднаш честитки за сите наши волонтери, пред се крводарители, сите наши активисти, вработени лица, стручни соработници, активисти кои што биле низ годините, кои што се уште дел од нашата организација. Навистина посакувам, како што реков, пред се добро здравје, што многу години активности во организацијата раст и развој на истата. Благодарам уште еднаш екипата на Македонската телевизија и на Македонија Наутро и натаму ќе ги следи редовно сите ваши активности. Благодарам.